Знаете ли каде патуваат убавите села денес? Сигурни сме дека ни 15% од народот во државата не слушнал за ова село, а не пак да знаат каде и приближно се наоѓа. Ај да не ве мачиме. Одиме во Кшање, село на половина пат помеѓу Куманово и Свети Николе. На влезот од селото сега доминира Кумановскиот затвор. Велат помодерен од Шутка и Дризово, па европски пари, европски затворски стандард. Кој знае, не сме влегле с краја да е, но Кшање мистично и мистериозно име, како да е од Франција богати. Знаете, она К па апостроф или запирка од озгора, па после шање. Французите велат за запирката аксан циркумфлекс и К шање. Ама ова си е наше село, со наши простодушни и добродушни луѓе, вредни домакини. Некогаш Кшање вриело од народ. Било поголемо, сега е мало, ама може пак да порасне. Само треба да се издржи. Тргнах од дома. Тука живееш? Тука. Кај ти куќата? На крај таму. После ласте? Аха, после ласт. Имам крави некој чувам. Колку? 7. Па не е малку. Не е малку, не е. Нема кој да ги чува. Па ти? Па ја. Кој ќе друг? Ти ги молзаш или ти Не, ги радиш? ништо. Ни молзам, ни се учам да молзам. Па кој ти Само ги... пелци пробавам. Па има ли пласма? Маја. А? Джабалак. Крава 500 евро. 800 до 1200? Ама тај треба зоб, треба овај урит на пасење. Ама има храна, дал Господ. Слама зима. А млекото? Не муза, кажа. Не муза. А телците кај ги даваш? На пазар. У Кумано? А? У Куманово на пазар. Месарите земат? Не. Месари не ќе го ова. Сака шталско. Меко било, ова е било круто. Моме и кравите. А Велика и Миле немаат такви проблеми. Се вратија и си направија нова куќа. Ширина и убавина. Од каде дојдовте тука? Од Пезов, како девојка. И колку години? 62 години кома, како сам оде. И имаше село, имаше народ, девојке, женитбе, собори, ама се е ручно работило па да искочиш на собор да се промениш. А шо беше, свилена буба? Од свилена буба кошулја сме правиле, ручно ки испредемо, па се ткаеше тоа лажа, па се шиве леци. Девојка, која си е поработна, поубаво си ga направи. Која по-не си е по-лошо, ама свек сака да има, да се облече и да искочи. Која поубаво направи, поубаво ќе се омажи. Епа, и тако е. А од наследство, внуци? И имам све. И унуци, параунуци, и све имам. Имам унуци 4. Од нима, по 2, по 3, бина 7 параунука. 8, последни 8 параунука имам. Ти си среќна баба? Среќна сам. Имам деца, одлично. Што ме поштујав, што не чував, што доваѓав куде нас. Неке да има повише, што имам ја унуку сак, град гради на нас. Ке дојде додек не исцелива 2 пути, 3 пути не си помале. Среќен? Среќна сам од деца. Миле, шо си чул од татко ти, дедо ти, Кшањево, од дека тоа име? Тоа име ли? Тие имало е 2, 3, 4 куќи затечени на овој район овде. Чувале овце во оној, а после са се населувале. Од рударе, од овамо, од онамо. Понаголемило се.
Од 30 куќи, 100 куќи село беше. 100 куќи. 100 куќи. Деца испод 5, 6 до 7. Свека фамилија имало. Али чув стока, иде по поле, жнеел, треба људи. Еднога ќе прател куде волови, другога куде овци, да однесе ручак на аргати. И тако е било. А името на селото? Името се ќе ти кажам. Тоа е било Кшла. Тие 5-6 куќи или колку таму са били. Што значи Кшла? Кшла стока се пасе по дол, не се е работило, тоа све ручно се работило, али малку. Пасе си и после Кшла, ајде кшење ќе биде. Тако е крстено, од Кшла. А што значи Кшла? Пасиште? Пасиште, Во прекрасната шума над старото училиште се слуша моторна пила. Брмч или брмчи. А и си мислиме, шумократци. Не бе, тоа да ти бидат гоце и јаце. И плюс внукот. Да се учи на работа и да види од каде му се корените. Велат, не сме будали. Оваа корија е наша. Старите дрва ги чистиме. Дрвата за огрев и зимница, а младата шума да пркне, да дише, да расте. Ама имаат и забелешки. Па тука малце на викенд дојдеме, вака, пошто е природа и многу е убаво. Затоа сме дојдени тука малце за чист воздух. Имаш и друга причина. Корените? Па ја корените, да. Татко ми е од ова село и така. Доаѓаме за викенди. Имате земја нешто ваше? Да, имаме земја, шума, тоа е. И викендица направено пред 4-5 години. И така. Значи убаво е, може да дојдат и други да градат викенди. Да, може да дојдат и други да градат, само единствен проблем е патот. Значи се работи за 1 километар, кој што треба се посипе и ќе бидат, да не речам, идеални услови за викендици. Гледаме зелено е, ама има проблем со вода годинава? Годинава има мал проблем со вода, али се снаоѓаат жителите, како така се снаоѓаат со вода. Па нема сите години да бидат сушни. Да. Јас сум од Скопје, ама корените и спомените ми се од тука. И ова? И ова. Ова е тоа школото кај што сум учел од прво до 4 деление. Тука сум учил. Баш тука, таа влезна врата, еве училницата таму, зграда, таму салата, до 4 деление тука сум учел. Али така, времето беше кога се иселуваа луѓето, емиграција, село, град, 70-те години се иселиме сите. Али сепак пак ме влече кај што сум се родил. И доаѓам често тука. Сега, пошто сум пензионер, и почесто доаѓам, али ради проблеми што нема пат. И за тоа не можеме често да доаѓаме. Наследи нешто? Па, наследство тоа татко ми што имал, сум наследил земјата, шума, наследил. Колку? Па имам негде 5 хектари земја и некој хектар шума. Дебе, Куманово голем град. Не дека е мал, после Скопје најголем. Ако е така, што е проблем да се поправи патот до селото? Не само до затворот. Изгледа првиот човек на Куманово го довеле во заблуда. Кшење не е само тоа. Колку толку и таму има луѓе. А сакаме рурален развој. Па како ќе се вратат луѓето без основни услови? Им ветија гребаниот асфалт да го тампонираат од патот Свети Николе Куманово до Кшење. Ама и за тоа се нервира Гојчо. Па према показателите на градбата, на
селото не е многу старо, некаде до 500 години максимум откако е, пошто името го носи Кшање од Кшла, тоа е пасиште било. И доселени се покрај тие имаше подобри води порано, сега се ослабени. Околу тие води се биле сконцентрирани тие фамилии првите што се дошле. Колку фамилии? Па околу 5-16 фамилии се биле во почетокот, кои се биле со поголема репродукција, со побрзо делени, кои не, и стигнало е селото малку повеќе, до кај 60-70 години. Ова е 60-70 фамилии. Во најдобрите времења колку жители имало? До 500-600. Куќите биле густо населени, многу мислам, една до друга. А ситниот добиток го чувале овде по страните горе, ради топлината, за во зима, кога се раѓаат јаганцата, она да ја биде топло преку ден, значи да економија некоја, да кажу, за се. 15 фамилии, секоја имала свое трло по ридови. Да, тоа не го знаеме од кои причини, сите како некој кодекс на однесување, сите си заземале трла горе по страната, значи од горе до ваму негде, сите фамилии од овде што биле имаат стада. Е така. Ова фамилија пак има преку ридот горе, исто на припек су биле, значи тоа припек да го кажам, присо е, нели? На топло, за да малку и троши енергија за загревање животните во зима тоа. Со што претежно се бавеле? Претежно сточарството, значи обавезно чувале некој овца и кози. Некои сакале кози, некои не. Тие побогатите повише на овци биле, а сиромашните заради економската оправданост секогаш мешале и од такви и од такви. Во најдобрите времења колку ситна стока имало кози и овци? Па се знае во просек тие фамилии, најслабите фамилии имале од 25 до 30 овци, а појаките фамилии имали и по 120-130. Тие правиле и специјални сирења горе на баш тие горе што се на ридот, бачевани тие биени сирења правиле со посебна техника која ми е раскажана како била и така. Со водата е проблем, пошто е сега земена за употреба на затворот и е намален фондот на водата. Значи многу е намален и не... Мора да се реши. Па треба да се реши, затоа што еве и проблем има со козите, има модерна музачка, али таа бара вода за хигиена, за одржување и така. Тоа е најпотребното. Бидејќи без водата, затоа и биле населени овие семејствата околу тие најаките бунари. Тоа нормално сите го знаеме, тоа е неопходното. Кшање одамна е замрено, впрочем, околу 2 децении и Македонија. Ама што ние правиме луѓето да останат тука, па и во Кшање, или да се вратат? Животот си го прави своето. Расте, кога почна со оваа дејност? Одамна? Па може да се каже одамна, тоа е 2001 некаде пролетта, па цели 20 на години. Со колку почна? Па 100 некаде, отприлика, што не би препорачал на почетници, 100 се многу за почетни, 50 би биле по-полно, затоа што 100 треба поголемо искуство и ќе има поголеми штети. Така да пак се врати на 60. Па после стигна до 220? Па полека 100, па 150, 160, 200, 300 е сега се веќе 400. Околу 400. Кој е најголем во Македонија со кози? Па колку знам јас, дека овие се кај мене се најголем по бројка. Има други, некој па и ние се знаеме, прилика околу 200 има некој така, али ретки се, на прсти може се бројат. Значи најголема фарма на кози во Македонија е ова? Да, така. Најголема фарма во Македонија може да кажа дека во село Кшање тука кај мене. Што сорта се? Алпина и во почетокот не беа, само јас и мелезирав со јарци сортни, со расни јарци и сега се може се каже преку 90% се алпина. Задоволен од
Па задоволен од козите сум задоволен, од луѓе не сум задоволен, иначе козите нема проблем, козите си барат свое и даваш тоа што треба и тие ти враќат, нема проблем, тука нема грешка околу козите. Со млекото исто. Па млекото исто, ако ги чуваш подобри услови, подобри приходи ќе имаш, иначе ако пеколно нешто што не одговара, нема млеко, нема ни приходи помали. Па точно тоа и другите што не успеат. Од мене кои на колку купиле кози, почнуваат 2-3 години се мачат и на крај завршуваат со фијаско. А што е проблемот? Нема и луѓе? Кај мене за работа, па нема луѓе, да, нема луѓе и тоа убедливо у последниве години овие млади не знаат да работат, не сакат и некој пат и подобро што ги нема. Тие доаѓат проблеми, може да настанат, не гледат кај фрлат пикавци, не гледат струи, заборават едно друго, алкохоличари, разни проблеми. Сам газда. Па сам газда. Па имам, од време на време и имам работници, само не седат долго. Седат обично до првите пари да земи и толку. Што произведуваш? Сирење. Од млекото сирење правам и јариње. Женски и оставам за приплод, машките за колење, за зимат. Имам муштери редовни и така да пласманот е баѓи тежок со јарињата. Нема организиран откуп како за јагниње. Се така сам треба се снајдеш со прекупци или за дома што зимат, иначе нема јагниње да имаш 100, 200, 500, ќе дојде ќе ти ги земе, ќе ти ги плати. Ова нема. Со сирењето? И сирењето не е баш сјајно, пошто треба организација добра за да нудиш пласмани, декларации. Не е баш пласманот лесен. Ама ти немаш проблем? Па немам проблем. Не останува од лани за ова година, ама се тоа така малку отежното. Па другите точно на тој испит паѓаат. Ќе го произведе, не може да го продаде ово, она и така. А чимијарето не го продадеш кој ќе стаса, тоа почва да си прави проблеми, природа си работи и мора се тргне од стадот. Годишно имаш проценка колку произведуваш сирење? Па има 4-5 тона некаде. Годишно? Да. Толку прилика. Она што мораше стана обврска, па потоа навика и на крај бенефит. Но со многу откажувања, а и не мораше. Сопругата е инженер во Евана, синот уште дипломскиот на електротехника, а ќерката гордост замина по својот пат. Сега е доктор и професор по електротехника во Трондхајм, Норвешка. А ласте со козите. Така му било пишано. Тоа не е навика. Тоа е веќе љубов. Абе колку такви примери имаме во родината? Кажете ни. Довидување од убавите села во Македонија.